Gospođa Lasovska-Blagić ima zvor. Povedite. Благодарам, почитувам председателя, почитувам заменик министер, колеги пратеници. Пред нас е предлог буџетот за 2015 година, важен и клучен момент за граѓаните на Република Македонија, затоа што овој документ представува важен патоказ за тоа како ќе се движи Република Македонија и нејзините институции во 2015 година. Според приложениот материјал кој што како пратеници го добивме, но и според излагањето на чуварот на државната каса, министерот Зоран Ставревски, може слободно да кажеме дека носи оптимизам, носи подобар живот на граѓаните и што е најважно од се работи за развоен предлог буџет. Воопшто не се сомневам дека пред да ни биде доставен нам како на пратеници, Министерството за финансии направило опсежна анализа на состојбите во државата, регионот и светот, анализирајќи ги приоритетите на оваа влада и што од тие приоритети може да се реализира наредната година. Зошто ова го тврдам, почитувани колеги? Затоа што има неколку клучни параметри кои овој оптимизам го прават реален. Имено, во услови на светска економска криза, Република Македонија забележува постојан раст на бруто домашниот производ. Оваа година Република Македонија забележа раст на бруто домашниот производ од 4%, и тоа во услови на економска криза, европска економска криза, односно стагнација кај големи држави како што се Германија, Франција, но и соседните држави. Тренд во Европа е да се зголемуваат даноците, додека кај нас се уште имаме рамен данок, па дури неодамна ние пратениците дадовме виза за повластена стапка на данок од 5% за низа производи, меѓу кои јас како најважни би ги издвоила бебешките производи и училишниот прибор. Олеснувања кои што ќе ги почувствуваат огромен број на граѓани во Република Македонија. Секаде во Европа, а особено во соседството, забележлив е тренд на зголемување на невработеноста и повеќе влади донесоа одлуки за носење на непопуларни закони како мерки за штедење во делот на отпуштање на јавната администрација, како например Словенија, Хрватска и Србија. Во Република Македонија пак се намалува невработеноста. За илустрација, во 2005 година стапката на невработеност била фантастични 38,5%, а денес е 26%. Се согласувам дека треба уште да се работи, меѓутоа сето тоа, почитувани, е пред се како резултат на активната политика на оваа влада за привлекување на странски директни инвестиции, за што сведок е целата македонска јавност. Во Европа, а особено во соседството, е забележлив трендот на намалување на плати и социјална помош, а кај нас владата на Република Македонија цврсто стои на обстојувањата и на ветувањата за зголемување на платите, пензиите и социјалната помош за социјално ранливите категории, за што сме сведоци гледајќи го предлог буџетот за 2015 година. Веќе во ноември јавната администрација ќе го добие ветеното покачување на платите. Од јули наредната година зголемена ќе биде социјалната помош, додека пак пензиите ќе бидат покачени во октомври. Уште еден доказ дека ветувањата воопшто не се случајни, напротив, прецизно се испланирани и домакински распоредени средства. Продолжува зголемувањето на капиталните инвестиции. За 2015 година се предвидува капитални инвестиции во делот на патната инфраструктура, железничката инфраструктура
изградба и реконструкции на болници, изградба и реконструкции на градинки, студентски домови и училишта. Ова се главните параметри врз основа на што може да се констатира дека буџетот на Република Македонија за 2015 е развоен. Почитувани, јас своето внимание би го насочила кон образованието како суштински сегмент во општествениот живот и каде е неговото место во приоритетите на оваа влада. Само за споредба ќе изнесам еден податок. Во 2005 година за образование се издвоиле 9 милиарди 340 милиони 523 денари, а во 2015 година 18 милиарди 106 милиони денари. Верувам дека ќе се сложите со мене дека ова јасно става до знаење во кои приоритети е образованието на оваа влада, во врвните. Двојното зголемување на финансиите значат вложување во сите нивоа на образование, основно, средно и високо. Продолжува реконструкција и изградба на основни и средни училишта, реконструкција на ученички и студентски домови, реконструкција на касарната во Охрид, изградба на објекти за финки и факултетот за физичка култура, лаборатории, изградба на училишни спортски сали. Исто така, продолжуваат проектите бесплатни учебници за секое дете, обезбеден превоз за учениците, бесплатен интернет и слични проекти кои што го заштедуваат и текако домашниот буџет на голем број семејства во Република Македонија. Со цел обезбедување на висок квалитет во образованието, од особено значење се и стипендиите за студирање во странство на престижните светски универзитети. Јас ќе набројам само дел од нив: стипендии за ФАМУ, стипендии за Шангај, стипендии за изучување на старотурски јазик, стипендиите Борис Страјковски. Продолжуваат проектите: превод на 1000 книги, стручна литература, учебници од Кембридж и многу други проекти кои оваа влада ги започна, а се со цел позиционирање на Република Македонија како земја со високо ниво и квалитетно образование. Секако дека има простор и има место се уште да се работи на тоа поле. Образованието е скапа работа, но факт е дека оваа влада навистина многу се труди во тој сегмент. Како пратеник кој доаѓа од изборната единица Тројка, од Свети Никола и Лозово, би кажала и неколку клучни моменти кои се однесуваат на развојот на мојата општина. Како најзначаен проект, најпрво би го издвоила изградбата на автопатот Скопје Свети Николе Штип, и оваа делница за нас е од витално значење и стратешко значење од многу аспекти. Близината до главниот град од само 20 на минути возење ќе значи заживување на Свети Николе како општина и сметам дека со правилна и визионерска локална политика, стопанството и многу други гранки би доживеале развојна ренесанса. Работниците, учениците и студентите кои секој ден патуваат во Скопје, значително ќе го скратат и времето и трошоците. Земјоделците и стопанствениците ќе бидат многу поблиску до пазарите, а самата местоположба на градот, убедена сум дека ќе ја зголеми и побарувачката за купување на стамбени и деловен простор. Ке повторам, стратешки проект за Свети Николе е изградбата на овој пат. Во тек е изградба на локален пат до Мавровица и пристапен пат до археолошкиот локалитет Била Зора село Кнежи. Предвидена е изградба на патот од село Амзабегово до село Црнилиште, што е исполнување на барањата на жителите во овие села и предуслов за развој на истите. Од особено значење е и програмата за инвестирање во локална патна инфраструктура, инвестиции во водоснабдителни и канализациони системи,
во која свое место наоѓаат и патишта во село Амзабегово, Ерџелија, Црнилиште, Мустафино и Горобинци, што на вистина во голема мерка ќе ги подобрат условите за живот во овие села. За поздравување и заложбата за веќе завршената фекална канализација во село Горобинци и изградба на детски игралишта во селата Мустафино, Пеширово, Ерџелија, Немањици и Кадрифаково. Овчеполието, како еден од најзначајните земјоделски региони во државата, особено се радува на политиката на оваа влада на континуирано зголемување на субвенциите за земјоделците. Овчеполските вредни земјоделци не случајно ја даваат поддршката на ВМРО-ДПМНЕ. Почитувани колеги, во Свети Николе и Лозово, од 2006 година па се досега се издвоени над 20 милиони евра субвенции, конкретни суми со реална поддршка. Голем број на семејства својот семеен бизнис го започнаа токму со овие мерки и со овие финансиски средства. Кога сме веќе кај земјоделието, ќе споменам еден многу значаен проект за Свети Никола и за овчеполските земјоделци, а тоа е изградбата на системот за наводнување Немањици. Се работи за капитален проект кој е од витално значење за градот и навистина се радувам што е започнато со негова реализација, која е предвидена во фази, бидејќи чини навистина многу пари, и се надевам дека владата ќе смогне сили истиот да го забрза и да го финализира во наредните години. Почитувани, има уште многу сфери за кои што би зборувала за мојот регион и потребите на граѓаните кои што треба да бидат задоволени. Но бидејќи овој крај со децении и со години бил запоставуван од разни причини, свесни сме дека е потребно време и средства за негов подобар економски развој. Жителите на изборната единица 3 и моите сограѓани ја чувствуваат оваа политика на оваа влада и желбата за развој на Источна Македонија. Насекаде се гради, се привлекуваат инвестиции, се вложува во образованието, се изгради универзитет, кој што навистина многу значи за Источна Македонија, се вложува во здравството, во културата, во социјалата. Тоа граѓаните го чувствуваат и го ценат, а го докажуваат на избори, каде што масовно ја даваат поддршката за ВМРО-ДПМНЕ. Од тие причини, јас ќе гласам и ќе дадам поддршка за овој предлог буџет, бидејќи и јас сум дел од верниот исток. Ви благодарам. Благодарам и јас.